Добар ден, стартува 0М Плюс на телевизија Телма. Некои родители децата ги чуваат под стаклено звоно, не им дозволуваат надвор да играат, внимаваат да не се извалкаат. Грешат ли? Ова ќе биде денешната тема, на која што ќе зборуваме со професор доктор Михилко Чубовски, раководител на секторот за здравствена екологија од Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Добре ни дојдовте. Добар ден на вас и на вашите гледачи. Денеска емисијата ќе отвориме со така наречената хигиенска хипотеза, односно дали претераната хигиена е добра за здравјето на детето. Ајде малку да објасниме што е тоа хигиенска хипотеза. Па видите, тоа се теории кои секако во светот постојат разни теории, некои се да кажем потврдуваат, некои се ревидираат и така натака. Битно е тука кога говориме за општата и лична хигиена, битно е треба да се внима на едно нормално ниво, да речем, ништо не треба да се претерува. Значи, како и во другите работи, треба умереност во сето тоа. Нормално треба да се внимава. Не говорам дека треба да имаме нехигиенски навики, треба да имаме хигиенски навики, но до одреден степен тоа да биде да не се претерува со тоа да биде обсесија, да кажеме, или да се забега во одреден правец, па нон-стоп да се мијат заби, например. Јас имав еден колега кој имал, например, некоја заболување на вилицата, едноставно на забалото, и после тоа имаше обсесија, едноставно ги миеше завите после секоја храна. Секако, ако е тоа скорешно, да речеме, тоа е вредно, но ако ти после пролонгира после известно време, тоа си мијат заби, например, 3 пати на ден. Тоа е веќе повише од тоа, веќе е нешто. Така, хигиенската хипотеза ми се чини дека оди во другата крајност, Валканото дете е здраво дете, но сега ние ќе зборуваме за она што е умерено и она што е потребно. Често пати родителите се бомбардирани со реклами за антибактериски средства за хигиена, за сапуни кои што ги отстрануваат 99,9% од бактериите на рацете кај децата. И тие ги купуваат, сметаат дека тоа е добро. Но што треба да се користи секојдневно? Дали треба обичен сапун или пак антибактериски? Видете, ако се вратиме во минатото, јас не се сеќавам дека сме имали антибактериски сапуни кога ние сме биле деца и моите деца кои биле деца, сега се веќе возрастни. Едноставно така да, аз се здрави, живи ќерка ми е родител веќе, така да тоа е големо прашање дали е подобро или не. Јас сметам, моја лично мислење е дека обичните сапуни се ја вршат функцијата исто како и антибактериските. Антибактериските човек можда, тоа е под знак прашање, можда и да ги поеќе да доведат до сушење на кожата фактички, едноставно поеќе да биде посува. А обичните сапуни обично тоа не го прават. Пока да редовна хигиена со сапун се е долно по мене. Така, но кога зборуваме за дневната хигиена кај децата, тие треба редовно да ги мијат рацете, дали треба пред секој оброк, дали треба да ги мијат рацете и откако ќе се вратат од игралиштето надвор? Па видите, тие хигиенски навики секако ние ги кажуваме, затоа што има на глобално ниво, например, има студии и да кажем, кои кажуваат дека обичното миење на раце со вода и сапун, значи обична вода и обичен сапун, нормална безбедна вода и сапун обичен, ги намалуваат случаите на пролив, тоест диареја, за 44%. А во светот, ако збориме, годишно се јавуваат некаде на глобално ниво околу 4 милиарди случаи на диареја или пролив. И сега замислите ако се набали за 44%, значи со обично миење на раце со вода и сапун. Значи тоа е многу ефективна јавно здравствена мерка која е без пари фактички. Зашто сапунот е многу ефтин. Без пари што се вика. Така да тоа е добро. И такви хигиенски навики после одење во тоалет, после играње надвор, после занимање со домашни милениче, пред јадење секако треба да си смијат рацете. Така, значи тоа е нешто што родителите треба да го создадат како рутина кај своето дете, како една хигиенска навика од најмали ноза. Па децата ќе гледат, родител треба прво тоа да го прави, па детето исто тој ќе го прави. Некои истражувања покажуваат дека голем број од луѓето не знаат да ги измијат рацете како што треба. Како правилно се мијат раце? Па нормално, видите, не знаат затоа што не им е покажано. Сега, например, ние и на медицински факултет како предавам има посебно да кажем курикулумот има за лична хигиена и тоа е
има како се мијат рацете. Фактички треба да се измијат и прстите и кај ноктите и околу. Фактички мие, обично ние вака се мием, но тоа не е са. Значи се офаќа и палецот, иначе околу палецот, после меѓу прстите, па од друга дорзалната страна што викаме ние, па после самите под ноктите, обично ноктите треба да се исечени нормално, али и исто така треба да го фатиме и овој дел. Значи тоа е, мислам, овака иде таа, значи така. Значи сите и тоа. Делови Сите од шаката да се опфатат. Па најударни се фактички тука под ноктите, меѓу едноставно прстите и чак и овој дел е доста. Овдека многу помалку има, но овој дел исто така треба да не се заборава, обично, макар да кога се миеме ние вака го правиме тоа, така иако децата знаат само да ги стават рацете под вода и сметаат дека завршиле работа. Па нормално, и многу возрасти тоа не го знаат, затоа што ако не им ја покажете шемата или не им покажете, откај ќе знаат. Не мислам дека така е долно. Така, ова беше еден практичен пример кој што сметам дека е многу корисан. Исто така е важно ноктите кај децата редовно да се сечат. Зошто е тоа важно? Да видите, ноктите се пожелно да бидат исечени, не да се претерува во месото што би рекле, па да крвари и така натака, но треба да се исечени и прво нема да се повредат, нема да се изгребат, но најбитното е да затоа што под нив се собират нечистотија и најголемиот број на микроорганизми. И тоа е ризик. И ако се фатат за очија, се фаќаат за уста и така натака. Тоа постои ризик. Кога станува збор за играчките со кои што децата се во секојдневен контакт, па и цуцлите, на кој начин треба да се одржува нивната хигиена? Дали треба се користат средства за дезинфекција или пак е доволно само да се измијат? Што препорачувате? Како треба се одржува хигиената? За мене е доволно со префриена вода, едноставно, или со топла вода, ако има постојано вода, со топла вода доволно да се измие цуцлата и шишето. Шишето сега има убави шишиња на располагање, порано и немаше голем избор, сега има тие специјални шишиња за доенчиња, за бебиња и така натака, за мали деца. Али доволно е со топла вода, едноставно. Така. Значи нема потреба да стават... Не млака вода, него топла вода. А во однос на играчките? Играчките треба да се мијат со чиста, безбедна вода. Ако се само дома, ако се изнесуваат надвор, тоа е веќе друга причина. Дали е потребно да се измие играчката кога ќе падне, па веднаш да се измие пред да му се даде на детето и да ја стави во уста? Значи не треба да се претерува. Не треба да се претерува. Нормално треба подот да е чист. Тоа претпоставуваме дека подот е чист дома. Колку често дома треба да се чисти со просмукалка или да се пребришуваат подовите кога бебето почува да лази во тој период? За превенција од алергии ние препорачуваме да што помалку да има простирки на подот или на намештајот, например, заради тие грини што се собираат или дерматофагоидес, кои се фактички ги има и се хранат со кожата, тоест клетките од кожата што отпаѓаат постојано перутање, например, кој има, и тие испуштат екскрети и може да предизвикаат алергии и кај возрастни и кај деца. Избегнуваме такви, препорачуваме да нема. И обично препорачуваме подот да се брише влажно. И најубаво по мене е најубаво ако преосмукалка што кажавте да се користат оние со водено испирање. Тие не се скапи сега, тие се ефтини и доставно преку воденото испирање не излегува фината прашина позади. Доставно се задржува и плюс тоа после што останува, тоа како топка грудка се става у канта за отпадоци. Така да имаме хигиенски одржување на домот, немаме фина прашина, а и не испуштаме во отпадните води загадувањето, пошто најглавното тоа како грудка што ќе се извади, ќе се стави во канта за отпадоци. Другото се истура нормално. Така да тоа е многу убав начин. Не треба секој ден да се решение. Не треба секој ден секако да се претува. Да не се претерува. Во однос на ние средства кои што за чистење, дали се тие всушност меѓу со две острици? Бидејќи се прави дезинфекција, но од друга страна никош не можеме да бидеме сигурни дека сосема сме го отстраниле токсичното дејство на хемикалиите. Па видете сега, детето ваше ако отсутно тој ден кога чистите, во ред, ама тоа не е случај сигурно. Така да не е баш пожелно ностоп да биде изложено на хемикали. А тие хемикали се самите, кога чистите, треба да имате ракавици и треба време да испарат одреден тоа што е, кога се применува тој слој, да испари тоа што останало, што не е упиено, да речеме, и така натака. И
тоа децата не би требало да го вдишуваат непосредно после чистење. Каде се препорачува да се чуваат перниците, јорганите, кебињата? Дали во собата каде што спијат децата или пак е пожелно да бидат вакуумирани? Сега зборуваме за деца кои што се склони на алергија. Па видите сега, тоа е убаво е да се изнесуваат на сонце, нормално ако е чисто, зборам од чист воздухот, не зборам кога е зимска, кога е загаден многу воздухот, и да бидат изложени на сончева светлост, барем известно време, за да, затоа што сончевата светлост ќе убие сите микроорганизми, евентуално што се собрани, да речеме, од тек на ноќта и така натака. Не секој ден, али од време на време да се изнесат и ќе добијат освежување, да кажеме, и убав мирис. А инаку ако се чуваат, ако не се користат, тоа е вакуумирани, да, али ако се користат секојдневно нема потреба тоа. Така. Кога зборуваме за хигиената на домот, во кој што има мало дете, кои елементи се вака најклучни за чистење? Во еден разговор со вас еднаш ми споменавте дека кваките се всушност исклучително контаминирани. Да. Па кваките се голем проблем. Затоа што доаѓаме од надвор и воопшто не мислиме воопшто на нив. Така да тие треба да се бришат и посебно да се внимава едноставно на нив. Исто и на мобилните телефони треба да се внимава, зашто им се дават на мали деца. Да, тие често дури во уста ги ставаат. Цело време децата со мобилни телефони во раце. И они се, после нивните рачиња се влажни. Повеќе него наш, затоа што имаат повеќе вода во организмот. Телото е кај нив над 70% е вода, кај возрастен 60 и нешто проценти. Така да и они треба се внимаваат да се пребршуваат со телефоните, ако им се дава веќе, со оние барем чиња што се влажни, специјални за научени, што се тие малите пакувања. Така да пред да се дае, оно што помалку е најдобро заради видот, но светоци сме дека многу од родителите за да се по децата мирни им даваат или таблет или мобилен телефон за да гледат игри и така натака. Така, исто тука ми се чини тастатурата од компјутерот е исто така. Исто, да. Да. Прилично да, тастатурата е многу контаминирана, зашто порано имаше тие како прикривач, тоа е заштита за тастатурата, се не гледам дека даваат така, порано се даваше заедно со компјутер и паѓа прашина нормално тоа и меѓу типките се собира. И убаво е да се забрише еднаш дневно, барем да се избрише со тие мрачи исто така. Така. Тоа е убаво да се направи. Не мора секој ден, али добро е да се прави тоа. Не е повеќе пати во денот. Него барем еднаш или на 2 дена така. Споменавме дневна хигиена, децата често пати користат тоалети во градинките, во игротеките, во училиштата. Родителите исто тука се плашат. Дали е оправдан нивниот страв? Па, видите, секој родител, например, кога го дава детето во градинка, сигурно го и проверува условите на градинка дали ги исполнува хигиенските стандарди. Според законите и ние правилници, тие мора да бидат исполнети, но секој родител сака да се увери дека е така и треба да се види каква е состојбата. Например, јас сум бил во совет на родители, не во градинка, него училиште, основно училиште и во гимназија. И, например, тоа ни беше првата, кажеме, мерка да бидат тоалетите безбедни од аспект на одржување на хигиена и да би се уредни и чисти, за да можат децата да ги посетуваат. Така. Зашто ако не, нема да идат. Едноставно ќе во тоалет, ќе се стегаат, да ќе се јават други проблеми поднатака. Така, значи родителите треба на некој начин активно да учествуваат во подобрување во условите. Заедно со директорот, службите во училиштето, секако заедно. Кога сме кај групните посети на одредени места, децата често пати се разболуваат, си пренесуваат бактерии, вируси едно на друго. Тука сега некако доаѓаме до потребата на антибиотиците. Дали е оправдана или не? Дали има, значи вака да го преформулирам прашањето, има ли бактерии кои што се корисни за децата, за нивното здравје и каква улога има користењето на претераното користење на антибиотици врз оваа симбиоза помеѓу корисните бактерии и организмот детски? Па видите, бактерии имаме ние постојано на нашата кожа и на шаките и така натаму и на другиот дел од кожата, тоа е нормално. Не чини да има претеран број, значи одреден број е дозволено. Исто така бактерии имаме во цревниот тракт. Значи
тие бактерии, но тие се пробиотски бактерии кои се дозволени да ги има и учествуваат во, да кажем, метаболизмот, тоест во варењето на храната. Али не е добро да има патогени бактерии, патогени ги викаме оние лошите бактерии што предизвикуваат заболување. И тие треба да се држат на, да кажеме, да внимаваме да не ги добиеме. Сега, антибиотик не се зима веднаш. И затоа и Министерството за здравство има од порано уште донесено одлука и такво е правилно решение да не можете да земете антибиотик на своја рака. Едноставно затоа што прво треба лекар да ја прегледа за да каже дали треба или не треба антибиотик. И антибиотик не се зима веднаш. Треба да се прати клиничката слика и лекарот ако посетите ќе каже че ова е банално или не е ништо вирусно е или е само мало црвенило на грлото, да речеме на кожата, нешто особено. Се зависи што ќе каже матичниот лекар, например. А ако има потреба, треба се направи бриз антибиограм, например, може да се земе и дури тогаш едноставно да се види кој лек е ефикасен за да се даде антибиотик. Не сме против, значи антибиотици, али не веднаш да се земаат и не на своја рака. Можеме тука да ги отвориме и телефоните за гледачите. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имаат гледачите прашање поврзано со денешната тема, слободно може да се јават и да го постават во програма, секако ќе добијат одговор. Се даваат пробиотици редовно со антибиотиците. Еве да ја објасниме и таа потреба. За корисните бактерии. Да. Ако се внесуваат антибиотици, се нарушува таа нормална бактериска флора во цревниот тракт, која ни е потребна за апсорбцијата на храната, тоест за варење и после за кој се свари, наставно се апсорбира и иде во крвта. Тоа веќе се пореметува од антибиотикот, затоа што антибиотикот се апсорбира преку цревата. И заради тоа, за да не се наруши таа нормална бактериска флора, антибиотици се изимаат заедно со пробиотици. Така да имаат палета кои се постојано на пазарот ги има, така да треба се изимаат пробиотици заедно со антибиотици. Така, од стравот од бактерии, значи сега не збориме за корисните за оние патогените, родителите презимаат многу чекори. Често пати ја пеглаат бебешката облека, ја перат на висока температура. Зошто е неопходно пеглањето? Дали навистина потребно, ако е потребно, зошто е тоа така? Па потребно е, затоа што и ние тоа сме го правиле, и старите го правеле и не заради тоа што така требало да биде во тоа време, но на тој начин. Да вриеле лиштата. Да, и ние сме го правиле тоа и на крај имаме пеглање. Тоа е фактички доставно доведувате да е дезинфекција и стерилизација, едноставно на посебно тоа го правиме денеска и за нас го правиме, едноставно на долната облека. Едноставно тоа што е најдиректно на кожата, што е треба да се прави тоа заради едноставно да спречиме било какви можни причини за инфекција, дали на кожата, дали понатака, па да се внесе во организмот. Така да тоа е добро. Така. Например, порано пелени немаше куповни, ние тетра, како ги викавме, ние ги перевме. У машина за перење, а после тоа ги пеглавме. Така да секој има пелени што се купуваат. Многу е полесно. Така. Али не за мајци, гаќички, тие такви работи, тоа сега. Пенкици, тоа секако треба. Со кожата на секако треба. Така. Кога зборуваме за нокина хигиена, миењето на зъбите е клучно и неизбежно. Како треба да се создаде таа навика? Кога е неопходно да се започне со учење на детето? Стоматолозите ќе ви кажат подобро секако, но зависи од психолошката, да речеме, возраст. Не зборам актуелната возраст на детето, психолошката зрелост. Треба родителот кој ќе разбира работите и кој ќе одговара например на некои работи, тоа ше зрело веќе да почне со, да кажеме, со миење на раците, но секако, значи родителот треба да ги мие зъбите и да му покаже за детето за исто време и оно да ги мие зъбите. Нормално четката не е иста како за родителите, има мали за деца, има пасти за зъби за деца и така натака. Имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден, повелете кој се јавува. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте, кој е вашето прашање? Благодарам. Поздрав и до вас. Се надевам дека прашањето е во врска со темата. Имам 8-месечно бебе
Веќе се обидуваме да не внимаваме толку на хигиена, што ќе стави во уста откако ќе падне некој предмет на земја. Па еве овие неколку дена веќе се соочуваме со диарија кај бебчето, па дали е поврзано со тој проблем, кои се следните чекори кои што треба да ги превземам и така. Во тој правец ми е прашањето. Така, ви благодарам што се јавивте. Добро. Так, можно ли е од контакт Видете, се зависи, знаете, сега сме преминал зимска во пролетна сезона, вирусите обично предизвикуваат проливи. Ако е некој банален или не е голем интензитет и многу чест пролив, секако тука се матичните педиатри. Едноставно треба, сигурно имаат педиатар, треба се консултираат со него, да се види, да го прегледа бебето, затоа што проливите си носат ризик, ако се премногу интензивни, да дехидрира детето. Така да не треба се чека многу, ако имало веќе една-две проливи, треба се консултираат со педиатарот, но ако е еднаш-два пати само, не е ништо страшно. Така да, малите деца, тоа се уште имунитетот се развива. Некаде првите 6 месеци многу е слаб имунитетот, они добиваат нешто од мајката и преку доењето исто така понатака тие. Затоа викаме до година дена треба да се дои порано, беше 6 месеци, година дена, да се дојат доенчињата, за да се пренесе имунитетот од мајката на детето за зајакне. Така да уште се фрагилни до година дена, да речеме, не толку како до 6 месеци, но сепак се поосетливи и треба да се внимава. Ако падне, нормално да се измие со топла вода само. Не врела, него топла вода. Да не се претерува, така. Значи да не се инсистира на стерилни услови во домовите. Не може, ние не живееме во стерилни услови. Така. И не може да ги создадете. И сосема за крај би ја начнала само онаа тема поврзана со водата. Дали на децата може да им се дава вода од чешма? Каков е квалитетот на нашата вода и дали е побезбедна водата од водоводната мрежа или пак треба да се купува флаширана? Па видите, зависи каде живеете нормално. Ако сте живеете во градови, таа е безбедна. И се зависи и од мрежата локална, да речеме, ако е некој стар објект, кај што мрежата е оштетена или е многу стара, не е реновирана, тоа треба да се провери тоа и ако е веќе така, тоа е друго прашање. Но ако е мрежата добра, ако нема промена на боја, на вкус, мирис, тоаш водата, и ако сме збориме во градови, кај што глобала е безбедна водата за пие, така да вода може да се пие комотно. А ако има некои осетливи деца ептен, може и тоа само изворска вода, не минерална вода, природна минерална вода, зашто природна минерална вода обично деца над 7 годишна возраст пијат, а ова изворската е со ниска содржина на минерали и тоаш може. Обично добра е и пластиката, но најдобра амбалажа е стаклената амбалажа. Ако веќе се определуваат да пијат, да кажем, пакувана вода, се плашат, да речеме, заради локалната мрежа во самиот објект. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, што со гледачите споделивте на вистина корисни информации. Благодарам и на вас. Ке се видиме повторно, кога ќе зборуваме на некоја друга тема, а ние тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден во истото време на истото место во 12 часот на телевизија Телма. Пријатно.